Алтернативниот туризам и понатамо останува единствена шанса за развој на оваа стопанска гранка во Источна Македонија, која има голем потенцијал да му донесе развој на регионот, потенцираат експертите. Алтернативниот туризам ќе подразбира сите форми, колку и да се иновативни или веќе утврдени во некаква теорија и пракса, кои што се спротивни на масовниот туризам. А масовниот туризам представува масовно одење на море, на плажа или не знам на светски скијачки центри, значи каде што одиме исклучиво за една активност, а тоа како ресурс го немаме во Источна. Сепак, иако со години се зборува за алтернативните форми на туризмот и одличната база што ја има овој регион, сепак регионот се уште прави грешки во чекори. Поддршката на индивидуалци кои што се заинтересирани за работа во контекст на туризмот треба да биде поизразена и дека тука регионот греши во смисла сите знаеме да кажеме нели што немаме или што не функционира кај нас, а многу малце можеме да кажеме па јас денес ова можам да го направам во врска со ова што не функционира. Можност регионот да стане видлива туристичка дестинација каде ќе се обединат сите потенцијали на едно место, дава и компјутерската технологија. Сите чинители на еден субјект е потребно да действуваат во насока на креирање на еден добар производ. Не само да се креира производот, него тој производ и да расти и да се развива. Регионот е прекрасен. Значи регионот има многу убав потенцијал. Предноста на регионот што е да кажеме во некоја ниска развојна фаза на туризмот. Сите се согласни дека источниот регион е прекрасен и дека постои убава можност да се користат европските и светските искуства за да се направи овој регион посакувана дестинација. Последни 2 години инвестициите во забавни паркови, адреналинската патека во Пехчево, велосипедските и планинарските патеки во Малешевијата, фестивалите, традиционалната кујна и убавата природа можат да одговорат на барањата на современиот турист. Само сето ова треба да има поголема видливост и промоција за да стигне до потенцијалниот турист.